за да влезеш ти во тимот школски, пошто многу малку беа клубови, требаше да си екстра талентиран. За некој кошарката представува задоволство, за некој представува едноставно трошење енергија, за некој представува еден вид на задача, обврска, кој што може би родителите им ја дале, за некој и амбиција неостварена. И првите дресови што ги направив беа со логото на Phoenix Suns, само беа Водно Санс. Да. И така од тогаш остана да биде Водно Санс. Многу поеќе ми исполнува фактот што ние градиме нешто што е препознатливо на подол крок, него ли нешто што се заборава после година ден. Горан, како си? По 1001 пат прашање. Добро сум, фала на прашање. Да, конечно се договоривме, конечно доја ред и ти да ни доеш овде на подкастот. И беше ми мило што ќе имаме можност да збориме малку повеќе и за кошарка, и за млади, и за ментално здравје, и за се. Пред да почнеме, за секој гостин исто прашање, без привилегии, што е за тебе ментално здравје? Ментално здравје, па не знам, бајда емоционална состојба на телото, духот, умот. Мислам дека во една реченица е тоа. Кажи ми, колку мислиш дека таа некоја емоционална состојба, тоа некој ментално здравје е важно за еден спортист, за еден тренер, за било кој учесник во спортот, се во него и работа во него? Па денеска мислам дека поделено е веќе 50-50 менталната состојба на спортистот и физичката. Иако нели во поголем дел од спортовите преовлада физикусот, меѓутоа и менталната подготовка, менталната состојба на организмот на поединецот е многу битна. Да. Поготово во денешно време, каде што стресно време би кажал, може би и повеќе од неопходно. Да. Кажи ми, ти си некој кој што веќе у кошарката е повеќе од 26 години, као тренер, као собственик на клубот Водно Санс. Дали има разлика и најчесто мислам повеќето од тоа време го посветуваш во работа со млади и со деца во младенски категории. Дали има разлика за тебе као тренер во 2000-та година кога почнуваш со клубот и сега кога веќе имаш и искуство, ама и која е разликата помеѓу децата тогаш и сега? Па апсолутно, веќе може да кажам небо и земја од 2000 до 2026. Во тоа време не постоја социјални мрежи, мобилни телефони. Мислам дека тие се директниот учесник во процесот на градење на менталното здравје кај играчите, бидејќи многу порастеретени беа во тоа време спортистите. Мислеа само на игра, преовладуваше над преварувачкиот дух меѓу нив, секој гледаше да биде подобар од другиот. Не беа оптоварени со работи кои што денешниве деца се тотално окупирани, не само оптоварени. Да, па имавме ситуација пред некоја вечер на прославата од победата, кај што седнуваме на маса, сите на телефон. Да. Добро, тоа многу често се повторува. Дури полесно е денеска кога ќе излезеш со екипата на еден собир, да комуницираш со нив преку мобилниот телефон на чет, него директно. Да. Ти му се обраќаш на било кој играч, не те слуша, не те перцепира, ако му пишам порака, ќе ја прочита пораката и побрзо ќе ти одговори. Мислам дека е огромен хендикеп, но за жал современиот начин на живење си го прави своето. Да, како влијае, како е и технологијата, и телефоните, и брзиот начин на живот влијаат врз деца денеска? Бидејќи имаш увид во деца, во работа со деца од па и помали од 12, да кажеме, па се до 18, 19, 20 години. Многу зависи од тоа во кој правец техниката, технологијата е усмерена.
бидејќи доколку ја искористиш во позитивна насока за прибирање на информации, конкретно во спортот, да прибереш полесно информации за твојот противник, за секој играч поединечно, начинот на кој што игра екипата, напад, одбрана, конкретно ќе зборам за кошарката, нели ми е малку поблиска, навистина е од огромна полза. Меѓутоа, доколку се усмерени во друг правец, само колку да се изветре умот и да се усмери во друга насока, мислам дека тогаш е негативно. Да, треба да има некоја селекција на содржини на работи што ги гледаме, што ги слушаме, кои што ги читаме и може да се искористат и да кога си имал ти можеш пред 20 години да гледаш НБА утакмица уживо, што се вика, и со сите нели и тактики и како колку само статистики денеска постојат, не постоеле тогаш. Так. Затоа пак ќе кажам, ако ја канализираме во позитивна насока, односно користењето на технологијата, тогаш навистина ќе биде од голема полза. Доколку не, тогаш навистина е огромно оптоварување и дури мислам дека придонесува во голем степен играчите да се далеку по-неспремни за разлика од оние останатите кои што знаат за што служи таа технологија со време. Како е според тебе, што е најдобар начин за еден играч да биде спремен? Да биде целосен играч, да биде некој кој што може да или кои работи се потребни за еден играч да може да го даде својот максимум на самиот почеток на таа некоја нивна кариера? Првенствено зависно во кој спорт влегува. Исто многу е битна и старосната граница, бидејќи денеска поместени се летвичките на старосна граница, порано активно со спорт почнуваат децата да се занимаваат од нивна 15-16 година, бар јас така се сеќавам. Тогаш немаше 9-летка, беше 8-летка, за да влезеш ти во тимот школски, пошто многу малку беа клубови, требаше да си екстра талентиран и влегува со 7-о оделение оние што навистина вредеа и заслужуваа. Првенствено беа оние кои се 8-о оделение, пред се ради физикусот. Подобри моторички способности, побрзи, поснажни. Доека денеска не е така, веќе децата почнуваат со 6-7 годишна возраст, па некои многу порано, зависно од родителите какви амбиции имаат. Така да мислам дека има огромно влијание возраста на која се почнува. Малку избегав од темата. Ќе ми дозволиш уште еднаш прашањето да ми го повториш? Да, што е потребно за еден играч да биде целосен играч, за да која подготовка него му е потребна за да дојде до неговиот максимум? Так, сега веќе се навратам, ти благодарам што ме потсети. Првенствено од најмала возраст ние ги стекнуваме навиките. И мислам дека тука менталната состојба на играчот и карактерот негов највеќе се гради во таа најрана возраст. Тука ние ги учиме навиките кога треба да станеш, да се спремиш, нели, пред се. Прво ние училиштето, градинката, дека мораш да се разбудиш во 7, да доручкуваш, да се измиеш, да се подготвиш. Тие исти навики утре ги практикуваме и на тренингот. Што повеќе пати практикуваш одредена работа, толку повеќе го зацвртуваш карактерот и толку повеќе живееш со таа навика. Понатака ќе одам со тоа што физички мора да си во денешно време спремен, па дури гледате и шахисти како шахисти, потребно им е одредено време да трчаат, да вежбаат, да трошат енергија, се со цел да бидат телото да биде поспремно, бидејќи ќе ги земеме за пример моторциклистите или Формула 1 возачите. Невозможно е колку енергија се троши да ти возиш автомобил, седиш и само командуваш со рацете, ама кога ќе излезат од болидот, тие изгубиле 3-4 кила само за една трка. Така да мислам дека покрај психичката, физичката е доминантна во повеќето спортови, И
кога збориме, нели, е веќе темата, пошто е ментално здравје, многу е битно да го развиваме умот што повеќе. Денеска спортистите многу малку се ослонуваат на тоа да читаат книги, да го развиваат умот. Јас секогаш се трудам на играчите да им доловам момент дека многу е битно за да бидеш поспремен, порелаксиран, да читаш повеќе книги, бидејќи умот е тој кој што го контролира телото. Да. Колку ќе биде поспремен умот, толку телото ќе даде побрзи и подобри одговори на она што умот сака да го реализира. Да, не џабе Дуле Вујошевиќ на своите тренери има да, на своите играчи има да книги да чита. Јас од него и тоа го учев, имав прилика на вистина во многу наврати да комуницирам со него за неколку наши играчи. Дури имавме и одлична соработка со Партизан Белград доста години и во тој период Дуле беше прв тренер на Партизан. Партизан ги доживуваше најубавите денови, можам да кажам, од неговото постоење. Така да ми остана од него инсистирањето да спортистите читаат книги пред се да го развијат умот. Да бидат целосна личност, да не биде само окей, јас сум спортист и толку. Јас сум добар кошаркар и после тоа што биде. Така е. Па денеска знаеме доста добри кошаркари, меѓутоа ментално нестабилни. Веќе име на превари, секоја втора утакмица многу се конфликтни се расправаат и со суди, и со играчи, и со тренери. Така да тоа е се одраз по мене на ментална подготовка на играчите. Да. Колку мислиш дека е важно за еден играч да има јасна причина зошто сака да игра кошарка, зошто да има некоја повисока цел, да јас сакам да играм кошарка ради тоа што сакам да бидам подобра личност, да бидам не знам, или е важно да јас сакам да бидам кошаркар ради тоа што сакам да станам, не знам, Майкл Джордан или да стигнам до NBA. Тоа е индивидуално. Секој од нас има одредени цели. За некој кошарката представува задоволство, за некој представува едноставно трошење енергија, за некој представува еден вид на задача, обврска, кој што може би родителите им ја дале, за некој и амбиција неостварена на родител. Така да има многу различни мотиви, да кажем. Да. Кажи ми, господин Партизан, знам дека и рековме на почеток, водно сам веќе обстојува 26-та година, се ако не се лажам, од своето постоење. Како клуб кој што ниту е државен, ниту е градски, ниту имал некои институционални помагање, баш малски, од водно, од Кочо. Каков е предизвикот да обстојуваш клуб во Македонија, во условијата како што се тука, 20 и плюс и кусор години? Па е многу интересно. Историјата на клубот е многу тесно поврзана со темата која што ние денеска говориме. Ако клубот го воделе ментално послаби личности, јас не верувам дека би обстоиле 26 години. Во период, ние сме основани во период каде што немаше многу клубови, меѓутоа за волја на вистина во тој период имаше неколку клуба кои што доминираа во секој поглед, кои што све се вртеше околу нив. Добиваа поддршка од сите страни и сега ти си оставен сам да се бориш со големите крокодили, а ти си едно мало крокодилче само што си продал. Меѓутоа предизвикот првенствено ќе кажам, мој мотивот беше тоа што се чувствував дека на вистина можам многу подобро од сите останати. Бев спремен, имав подобри идеи, многу порелаксиран, немав што да изгубам, не чувствував никаков притисок и мислам дека тоа беше начинот на кој што успеав сите овие години да стигнам толку далеку. А уште поголем мотив па ми представуваше тоа што, знаеш, кога си успешен, не те сакаат, не си омилен. Не си омилен. Повеќето од луѓето би се повлекле, би се откажале. Мене напротив, па храна ми е тоа што кога гледам дека
тоа што го правиш добро го правиш, а сите гледаат како да те запрат малку или да те успорат. Да. И мотив плюс како да продолжиме уште поеко. Да. Да, интересно, мислам, имам работено со тебе, за тебе, у клубов и баш интересно од прва рака да гледам тоа и сега веќе неколку години надвор од тоа да гледам што се случува малце поопширно. И баш тоа е интересен момент кај што, еве ја например, лично ја не можев да поднесам тоа темпо во тој момент на некои 22-3 години, кај што навистина е тешко да се биде тренер у Македонија. И да се живее таков живот. И што кажа ти, не секој може тоа да го поднесе. Па јас за волја на вистина имав таков пат да во средно се запишав средно физкултурно. Бев тотално определен и посветен на спортот, иако до моја 15-та година активно се бавев со фудбал, бев стварно добар фудбалер. Па и моите психомоторички карактеристики ми беа многу по усмерени према фудбал и поблиски него до кошарка. Ја не сум висок за кошарка, треба да бидеш висок физички, бев спремен, кондиционо бев спремен, ментално да, меѓутоа потребна е висина за кошарка. Другарите од школа ме собраа за да одиме за школа да играме, бидејќи на вистина со тој физику што јас го поседував, доминирав, може да кажам, у возраста со моите другари. Меѓутоа, тие исклучително имавме добра школска екипа во Кочарацин, добри кошаркари и имавме успех. И не знам, некако ме повлекоа сите тие да и јас се вклучам поактивно во кошарката. Активно до моја 18-та година тренирав и играв и како се запишав на факултет за физичка култура, или почнуваш да слушаш семестар и пред да почнеш да полагаш, мене ми се случува крах. Дискус хернија и препорака да направам операција или нема повеќе играње. Тоа е шок. Имав период каде што заборавив и да јадам. И да си ја голтам сопствената плунка. Значи не можев, се гушев. Ославев 65 кила, мислам дека ми беше врв каде што се симнав. Меѓутоа, така Господ си ги реди коцките, јас сум голем верник, да ми дојде идеја да отидам во училиште, да опрашам наставникот по физичко во Кочарацин дали може да се уклучам да помагам во школските екипи на Кочарацин. Човекот, Бог да опрости, не е со нас. Па ајде ќе видиме. И јас во период додека чекам да ме повика, гледам, помина месец, два, нема никаков одговор, си отидов во школа, си се распрашав што е потребно да земам термини во сала и почнав се усмерив да бидам тренер. Едноставно идеја ми дојде да бидам тренер. Не можам да бидам далеку од кошарка. За многу кратко време собрав многу деца. Имав можност со професор што ми беше исклучително одлична личност. Професор на катедра по кошарка Симеон Дуковски Гањо, многу познат, легенда. Имав можност да ми помогне како да почнам преку друг клуб, зашто во тоа време по година дена се чекаше ти да регистрираш било каква фирма. Сплет на околности и стартот ми беше таков малку турбулентен, да тоа што го направив за многу краток период пробаа малку да ме успорат да го земат и едноставно ми беше некоја одскочна даска да јас многу побрзо и поактивно се вклучам да регистрирам клуб и да почнам да градам нешто што еве до денеска мислам дека е успешна приказна кај нас. И од тогаш некаде се раѓа Водно Санс. Па Водно Санс точно баш тогаш, бидејќи кога почнував, почнавме во соработка со КК Санс. Мене ништо не ми представува нели тој клуб, јас фокусиран на Водно. Меѓутоа, Чарлс Баркли ми беше идол. Фајтер, многу стабилен играч, еден од најдобрите во NBA.
И првите дресови што ги направив беа со логото на Phoenix Suns, само беа Водно Санс. Да. И така од тогаш остана да биде Водно Санс. Меѓутоа, одлично се развивавме. Да. Да, и имаш Водно Санс Партизан, после тоа се додава некое време. Мислам, ја лично знам, преказнавам, еве за тие што не слушат, можеби не знаат, од каде доаѓа таа соработка со Партизан у тие некои моменти каде што Партизан е еден од најголемите клубови у Европа. Така. Ајде ќе бидам краток, пошто иначе подкастот ќе трае цел ден. Имаме стварно многу приказни, има што да се зборува за Водно Санс. Во 2010 година имав многу добра соработка со Црвена звезда. Буквално цел тим на тренери кои што работеа во млади категории во Црвена звезда беа мои другари. Се бевме запознале на Златибор на кампови и многу добро си живеевме, си соработувавме. Често доаѓаат тие во Македонија, јас одев со екипата во Србија, многу од нив денеска си многу познати тренери. Еве ќе спомнам Немања Јовановиќ, кој што е асистент коуч на UCLA University во Лос Анџелес, Иво Симовиќ, кој што е асистент во Торонто, NBA тим, така да одлична соработка со нив, играме редовно. Андреј Магдевски, наш репрезентативец, активен, доминантен во млади категории во Македонија. И ние одиме на пријателска со Звезда, Беовук игра финале против Партизан во таја возраст за играчи родени 1996 година. И другар мој од Звезда ми вика, слушај, вика, ние немаме толку добра екипа, во моментов Партизан е врв во млади категории. Дали сакаш да ви закажам да играте надпревар со нив? Секако, зашто да не? И ние треба да си одиме, а играме надпревар со Партизан. Не да лавеше. Играме надпревар, Магдевски им дава 40 и нешто поена. Владо Јовановиќ, помошен на Дуле Вујошевиќ, седи во сала, гледа утакмицата и доаѓа, вика, директоров на Партизан, Стевановиќ, да ве поканува, вика, ако може да останете и утре да изиграме уште еден надпревар, ќе бидете на наша сметка гости, вечер играме со Хелиос, Аба Лига, да останете и децата да гледаат надпревар. Викам, окей, зашто да не? Следниот ден играме пак надпревар, Андреј пак им дава преку 40 поена. Сам ги добива. Реално имавме квалитетна екипа, ама она што Андреј го имаше, а малкумина го знаат денеска, беше еден од најдобрите, најталентирани деца во Европа и пошироко. И пак ги добиваме и веќе тука сме во фаза да одма добиваме понуда од Партизан. Стевановиќ ми вика, колку пари сакате, Магдевски да дојде во Партизан. За мене е шок, да 10 години функционираме, ама никогаш не сум се соочил со екипа, прво, толку звучна од надвор, пошто Партизан е име, презиме у европска па и светска кошарка, бренд број 1 по мене, изненаден, не знам како да реагирам. Да бараш пари, не знаеш што да бараш. Не знаеш колку да им кажеш. Па реално ние до тоа сме виделе спонзорство во дресови, во топки, ретко финансии, сега не знам како да реагирам. Ја викам, дали може да размислам некој ден, па ќе видиме како ќе се одвијаат работите. Умеѓу време возиме на кај Скопје и ја активно мислам. Друго не ме интересира, фокусот ми е само Партизан. Што ќе правиме? Седнав дома и размислив, ако земам пари ќе ги потрошам за една недела. Ќе купиш една-две работи и толку ќе биде. Пошто ми рекоа стави на папир шта очеш, и јас седнав. Сакам со работка, да окористим името Партизан како наша додавка на името. Да имаме пријателски надпревари кога ќе посакаме со школата на Партизан. Да може да посетуваме тренизи и надпревари на првата екипа, за тренерите првенствено. И од тоа испадна одлична соработка. Јас како го дадов предлогот,
Они прифаќаат. Не помина ни 1 сат, ми кажат све е прифатено. И супер, технички го дотера договорот. Направивме одличен ивент тука во Скопје, се погоди тајмингот добар да Партизан игра со МЗТ во Борис Трајковски, а ние со школата наша, со клубот тренираме во Борис Трајковски, во малата сала. Доброто е што МЗТ имаше навистина добра екипа тогаш во АБА, кога настапуваше, одлична екипа и беше спектакл. Па еднаш не ги победија тука или имаше Мислам да. И на тој надпревар интересно е што пола сала навивачи на Партизан, пола сала на МЗТ. Многу добро беше за гледање. И направивме одлична промоција на целиот тој договор, да кажам, како да го испрезентираме во јавност, со тоа што втората екипа на Партизан играше со тогашен Кубус, со кој што имавме соработка, како наш пријателски клуб, а млади категории 2 екипи играа со нас, бидејќи ние тогаш немавме сениорска екипа уште оформено, а моравме нешто да смислиме како да ивентот биде поинтересен. И беше добро што сите наши играчи имаа можност да се сликаат со сите, па би рекол денеска едни од најдобрите европски кошаркари, Богдановиќ, Јан Весели, тоа беше одлична плејада на играчи и имавме навистина добра шанса и можност да уживаме во тој настан. Така да од тоа све тргна добро и се сеќавам уште во таа прва година ние од 4 можни Final Four играме 4 финалиња и освајаме 3 титули. И насловите беа црно-бела доминација. Тоа го имам дома зачувано. Да, и денеска е така, еве сега тоа пред некој ден зборевме, викаш целта ни е од 5 од 5 да биде годинава. Кажи ми една работа што секогаш ме интересирала. Зошто никогаш не си пробал да идеш јако и да формираш јака сениорска екипа со повозрастни играчи, пошто иако има Водносан има сениорска екипа, игра во сега е прва лига, што уствари е втора под Суперлигата. Ама секогаш е со своји деца, со деца кои што се по 16, 17, 18 години, никогаш не си посегнал по тоа сега да собереме јака екипа и да идеме атак на Суперлига. Не си истражил добро. Ние на 2 наврата влегуваме во прва лига. Меѓутоа не се такмичиме, првенствено од финансиски причини. Првиот обид кога влеговме беше договорот со спонзорот, ако влеземе и доколку сакаме да се раздвоиме, да тие продолжат со сениорска екипа, ние си продолжиме со млади. Вториот обид чисто беше баш финансиски, каде што не знам, не гледам убаво на душата кога ќе победам сениори или само да се надпреварувам како денешните екипи, а да губам. Првенствено не сакам да губам, сакам да победувам. Кога губам, многу се нервирам, не сакам да се нервирам. Така да, не знам, мислам дека работата што ја правиме не остава впечаток ако се надпреваруваш во прва лига. Еве, ти си сведоков дека колку екипи прошле во наша прва лига, некои од нив веќе и не постојат. Многу и не се ни сеќаваат на нив. Ама сите се сеќаваат кои играчи излегле од Водносанс. И тренери. Тоа е многу важно. Јас може да кажам ретко како било кои не можат многу клубови да се пофалат како нас, дека многу од тренерите кои што во моментов се активни по останатите клубови во Македонија излегле од Водносанс. И не само во Македонија, и надвор. Еве, Джоле Кочов ќе оземам за пример, кој што е успешен во странство, помошник тренер во Кемниц, тренерската кариера ја почна во Водносанс. Има многу други. Така да јас сум среќен и мислам дека многу повеќе ми исполнува фактот што ние градиме нешто што е препознатливо на подолг рок, него ли нешто што се заборава после година ден. Еве да те прашам, пред 2 години
до 16 години кој бил првак во Македонија, многу нема да знаат, нема ни да се сеќаваат. Ама ако прашаме кој е Никола Јаничич, тогаш многу препознатлив е и клубот и играчот, каде што на вистина не само во македонски рамки, туку и многу пошироко доминира тој играч и е познат. Да. Нема, па тоа е тој момент и еве сега 2 години може некој ќе им текна, ама стварно во последните 20 години ако седнеш и сега почнеш да броиш и ти забораваш кој освоа, ти може си бил таа сезона шампион, така. Ама играчи кои што станале, кои што и денеска некои играат и сега се можеби некои тренери, тоа се памти и тоа остава белег да се покаже кој е работел, кој... Тоа е она што сакам да го кажам. Значи, оставаме траги кои што никој не може да ги избрише. И тешко е да се заборават. Да, без разлика дали те сакаат или не другите. И не интересира колку не сакаат. Тие што треба не сакаат. Да. И тоа е доволно. Кажи ми, ме интересира сега кога започнеш работа со деца, работи со... Која е разликата од твојот однос кога некоја дете гледаш дека може да... Пошто реално 99% од деца што почнат да играат кошарка у Македонија и у светот нема да станат професионалци. Так. Ама која е разликата еве како тренер во твојот однос со дете кое што знаеш дека ќе биде Магдевски, ќе биде Јаничи, ќе биде голем дел од плејадата што излегле од Водно Санс и деца кои што едноставно може и добри се тоа годиште и играат неколку години младинска, може ќе си пробаат и сениорска, ама гледаш дека го немаат тоа нешто за да станат Јаничи или Магдевски. Види, многу од играчите првенствено не се свесни што све поседуваат. Може би никогаш и не седнале да се истражуваат самите себе си, да видат во што се добри, каде може да доминираат, каде остваруваат предност, каде не. Не си ги бараат собствените мани за да може да се подобрат и мислам дека тие се тие кои што нас тренерите не тераат да повеќе им се посветиме или помалку. Јас сум имал играчи кои што кога ќе ги погледнеш, па и не изгледале, не делувале толку кошаркарски. Ама самиот нивни однос и пристапот према тренингот, пристапот према надпреварите, навистина те мотивира како тренер да му се посветиш 100%. Ке го земам Јаничич за пример. Јаничич до негова 14-та година, да, тој бил во тие 5 најдобри играчи во екипата, ама имало играчи кои што многу повеќе се истакнувале од него. Тоа што неговиот карактер го пружало, за разлика од другите, навистина многу допринело да се изгради како првенствено силна личност и како добар спортист и кошаркар. Зашто? Затоа што кога ќе заврши тренингот, сите брзале да си одат дома, тој останувал во сала со уште една екипа, па останувал уште малку сам да си дотренира и мислам дека тие се моментите кои што како тренер ќе те натераат да процениш, па и да сакаш или да не икеш со некого да работиш. Не е мерило дека мораш да си висок за кошарка, дека мораш да си јак во моментот. Може нема да промениме висината, ама ќе ја промениме силата, ќе ја промениме брзината, ќе ја промениме техниката, ќе ја промениме тактиката. Денеска, во денешно време, мислам дека работата те прави подобар, а не талентот. Талентот може би веќе се сведува на некои 10%. Да, може ќе ти даде малце предност на почеток, ама тој што работи да го нема тој талент и што имаш, тоа ќе се излезе на виделина. Многу интересно. Имав едно дете, Марко, кое што кога ќе го видиш, не изгледа кошаркарски. И сега јас никогаш не сум полагал во него некакви очекувања дека ќе ми донесе резултата. Тренер како тренер, првенствено нели се базира кој ќе може да ти донесе резултат. Не зборуваме само резултат за да победиме на надпревар,
него првенствено резултат кој е блиску за да биде сениорски играч и да остварува добри резултати во кошарката. И секогаш детево било на страна. Било дел од екипа, ама на страна. Си отиде од кај нас, и јас после 2 години не можев да го познаам, а на многу наврати во тие 2 години. Помини покрај едно игралиште, Марко тренира. Помини покрај друго, Марко тренира. Сам индивидуално се спрема. После 2 години играме надпревар против екипа каде што Марко е таму, ние Марко не може да го чуваме. Ова ретко кој знае нели за ова ја приказна, меѓутоа тоа е навистина така. Марко денеска не е добар професионален кошаркар, меѓутоа во одреден период, во одредена возраст, покажува многу подобри резултати од оние кои што сите очекувале дека ќе бидат добри. Да, знаеш што викаат за книги, корицата лаже некојаш, Така не е. можеш да судиш една книга по тоа што е надворот на корица. Така е. Треба внатре што има у нејзе и мислам јас сум сведок за Никола, за Јаничич, кај што он буквално спие у сала. Он клуч има, ние тренери тоа имавме и он друг нема, некојаш само он ќе се поведе па му се јаваш кај дај донеси го клучот од сала. Така. Да. Па тоа се моментите каде што се пресудни кој од кој ќе биде подобар. Да. Тоа е карактерот, тоа е одговорот на прашањето како си. Значи добар сум, многу сум силен, многу сум јак, многу сум спремен и ќе се справам со секој предизвик. Да. Кажи ми, баш размислав со Бајлео кога мислев што да те прашам, како ти се чувствуваш кога ќе оствариш некој успех? Кога ќе победиш финале, кога ќе видиш дека некој од твоите играчи стигнал репрезентација, стигнал у некој добар клуб или работат нешто супер, без разлика дали е спорт или не. Како се чувствуваш? Се ежам кога ми кажа некој ќе стигне во репрезентација и слично. Не ме тангира толку тоа што дека ќе победиме. Да. Можам да кажам во овие 26 години све сме во секоја категорија па минимум по 5 пати сме освоили. Може би и многу повеќе. Веќе не се ни сеќавам. Не можам да знам. Знам само дека U20 за прв пат освојуваме сега, од причина што кога ние се формиравме U20 беа навистина јаки екипи, немавме можност да победиме. После одреден период се укина и долг временски период немаше лига надпреварувачка за систем на надпреварување за деца до 20 години за играчи. И после толку години сега се враќа и многу ми е драго што после тој прекин ние сме првите кои што ја освојуваме таа титула, уште повеќе за тоа што ја комплетиравме колекцијата на медали од сите категории. Едино нешто што ни останало ние само прва, односно сега супер македонска лига да освоиме и куп на Македонија. Инаку чувството е многу поизразено, подобро се осеќам кога навистина ќе видам дека имаме повеќе играчи во репрезентациите. Уште поголемо е кога тие ќе бидат едни од главните носители на играта во репрезентацијата. Чувството е добро кога ќе видиш тренер и кога ќе слушнеш добар глас за твоите играчи и за твојата работа. Имав прилика Македонија квалификации, не знам со која репрезентација игра, во Борис Трајковски. Случајно со еден од тренерите си седиме, позади мене, не го знам господинот. Во еден момент на терен 5 играча од Водно Санс. Односно, 4 и еден странец. И човекот вика, па ова е Водно Санс, не е репрезентација. А не ме познава. Јас седам пред него, се гледаме, јас се свртев. Ако ме познавал, нели, би изреагирал. И тие работи кои што навистина ме допираат и ми прават да се осеќам многу убаво. Да.
Да, тоа што каже и преска ти и у разговори со тебе, поради тоа што нели имав прилика да учам од тебе од прва рака, секогаш сум го приметил дека резултатот не е најважен, туку и да им помогнеш на некои од тие играчи кои што стварно имаат таленти, кои што стварно ги бива и работат, го имаат тој карактер, да направат нешто поеќе во нивната кариера. Резултатот како резултат има одредено значење како поефективно да ги натераме играчите да се фокусираат за да се подобрат. Резултатот е тој кој што ќе ги натера играчите да се спремат подобро за да ја добијат на утакмицата. На тој начин резултатот придонесува да ти како индивидуа, како спортист, ги подобриш секојдневно, ги подобруваш твоите перформанси, за да на крајот стигнеш до твојата моментална цел. Нели, на секој играч моменталната цел, имаме примарни цели, имаме некои повисоки, пониски. Она што е многу важно, секој дете сака да во одредена возраст првенствено, нели, да биде првак, дури има и играчи, денеска гледаш, сакаат да бидат дел од победничка екипа и не им е битно дали ќе играат или нема да играат. Меѓутоа, мислам дека резултатот е водилка на тоа да го отвориш умот и да размислуваш како јас ќе ги подобрам моите перформанси, како подобро ќе се спремам за да направам подобар резултат. Меѓутоа, не е нешто што е предизвикувачки, а повисоката цел ја имаат баш оние правите кои што размислуваат спортски, дека треба да бидат добри спортисти, врвни, не размислуваат денеска на резултатот, знаат дека за да станеш прво мораш да паднеш, што е многу битно во спортот, што за жал денеска тоа кај нас скоро воопшто и да не е изразено кај денешниве деца. И мислам дека има многу влијание тоа. Да, јас баш пред некое време читав изјава од некој кој што го познал Коби Брајант многу подобро и вика секојаш кога он ше као млад играч средна школа, он секојаш се обидувал да ги прави на утакмица да прави работи кои што му се тешки. Он знаел дека може лесни поени да дава од одредени позиции, но никош не ги правил, ради тоа што сакал тешките работи да ги прави. По-тешкиот начин да го избер. Некојаш губел, некојаш промашува, некојаш има утакмици кај што ништо не направил, ама неговата цел тоаш било да јас тешките работи да ги направам, тоа што јас не можам моментално убаво да направам, пошто јас знам дека можам тебе да те поминам лесно, кросовер, fade away, бам, ја тоа можам 30 коша така да дам, ама јас што ќе научам? На 16 години, што ќе научиш? Добро, тоа се карактери, тоа се карактери. Јас се сеќавам и ти беше дел од клубот во тој момент, кога со екипа деца родени 2006-2007, ние се надпреварувавме во М18 играчи родени 2004-2005 и бевме доста успешни. Четвртфинале? Влеговме во четвртфинале, ама имавме лоша среќа со системот да мора да налетаме на првиот. Да, ама па првиот тренерот на таа екипа даде добра изјава. Да. Дека најтешкиот противник во сезоната била токму нашата екипа која што е 2 години помлада од сите. Тоа е оној предизвик кој што секогаш ќе ти даде мотив плюс да ти се подобриш. Да, тоа е, јас секогаш сакам да дам таа споредба со таа екипа 2006-2007 која што и нели ја мал дел можеби тоаш бев во клубот само што почнувам. Ми личеше на екипа да преска што ја спомна на Партизан со Богдановиќ, со овие кои што на сам зачеток за сега ако видиме таа екипа 2006-2007 сите носители на игра уште се и тоа како перспективни имаат можност да станат големи кошаркари. Па, еве ќе ти кажеме на интересна ситуација во овој контекст. Кое е влијанието и желбата за да се биде подобар на одредени личности. Присуствувам на тренинг на Партизан, првата екипа. Дуле Вујошевиќ
на секоја грешка на било кој ја казнува цела екипа. М. Богдановиќ намерно прави глупости за да ги натера другите што повеќе да изработат на тренинг. Добиваат една казна да прават 100 склека, завршуваат, продолжува тренингот, тој намерно прави пак нешто што не сака тренерот, се со цел да ги натера другите да бидат уште повеќе вклучени во тренингот. Да, имаш играчи кои што размислуваат не еден чекор, 10 чекори понапред, бидејќи го има тоа у нив и ја има таа некоја работна етика, тој некој карактер што им дава до не знам знаење или е шо ли е да успеат. Нема шанси таков играч, таква личност, таков карактер да не успее. Победнички карактер би Да. рекол. Да. Победнички. Да, шампионски некој мајндсет го има. Денеска што е за тебе шампионски? Не, шампионски у смисла, знаеш, да успее. Не да стане шампион на крај на сезона, Тоа ми туку е, да успее во тоа што работи. тоа ми е поентата. Шампионски за многу денеска значи да завршиш прв, да го кренеш пехарот и да земеш медаља. Вистинскиот шампион секогаш е подобар од другите, без разлика дали освоил злато или не освоил. Многу малку од врвните спортисти, од вистинските шампиони имаат освоено медали, а многу се такви кои што се шампиони, ама никогаш не стигнале до некоја таква цел. Да. Така да е во NBA колку добри играчи има, ама на крај на денот еден ќе окрене пехарот. А во многу наврати имало и екипа каде што победува, па најдобриот играч не е награден за да освои титула. Да. Да, интересно, сега ми текнува со Едо, снимавме пред некоја година и пол која беше, кога го фатив од Словачка на одмор која дое, истиот муабет го имавме и се гледа дека, знаеш, се гледат кај идат тие некои идеи, пошто тоа е така. Шампион не се станува само на крај на утакмица и на крај на сезона. Да, тоа е дел од, можеби, кој што каже Преска, ти резултатот е важен и ти дава некоја насока, ама не е најважна работа ти ако не успееш во тоа што правиш. Така е, така. Да. Гледам на саат, имаме уште малце време. Кажи ми, еве сега малце да зборнеме за репрезентација, за успехот што ти го имаше и репрезентацијата до 18 години го имаше пред неколку години. Колку е поразлично да се води репрезентација кај што ти представуваш твоја држава, не е само твој клуб, не е само Водно Санс, туку напротив е твоја држава да ја представуваш Македонија. Е тотално различно, притисокот е многу голем, затоа што во клуб притисокот е само усмерен од твоите блиски, од твои пријатели, познаници, кругот околу тебе, тоа се играчите во клубот, нивни родители, нивни блиски, додека репрезентација веќе си под притисок на цела јавност, па и пошироко. Си чувствуваш и притисок поради самиот себе, затоа што, нели, предизвике, водиш репрезентација, сакаш да направиш успех, се бориш со секакви околности, со секакви притисоци и тука веќе доаѓа до израз менталното, каде што треба да се избориш за првенствено да испливаш и да успееш. Да. Инаку е исклучително тешко. Исклучително тешко, поготово во наши услови, каде што борбата започнува дали ќе влезеш да бидеш тренер, кога ќе влезеш да бидеш борбата следна е да се избориш со сите оние притисоци кои играчи треба да ги земеш, па потоа се бориш со играчите на терен да извадиш максимум од нив, се бориш на надпревар, едноставно е борба. Да, и поготово што вие тој најголем успех го направите у Скопје, пред наша публика. Уште поголем притисок. Надвор кога си, само ќе читаш коментари кој што кажал, ама тука ги слушаш над глава ти си ја прегледуваш снимката
слушаш од публика многу добро кој што коментира, кој што зборува. И најчесто ги знаеш тогаш. Точно. Така да не е убаво чувство, ама кога ќе победиш на крај и кога ќе видиш дека си направил правилен потек со секоја твоја одлука, не се опишува тоа чувство. Да. Мене, знаеш што ми беше интересно, тоа со Едо го зборав баш кога се видовме еднаш, истата екипа, ти, он, нели, као помошник, голем дел од децава, кои што освоја беа дел следната година, М18, и беа во А дивизија, во Србија, нели, стигаше првенството, и ја, кога ги гледав утакмиците, нели, гледав, навивавме се тоа, се деси тоа што се деси, коментарите по социјалните медии, кај го најде овој тренер, дај да се врати овој од лани што ги победи. Точно. Уствари истиот тренер. Го прочитав тоа, Ние сме шампиони за коментирање по социјални мрежи и од 2 милиона држава 1.999.999 се стручњаци, само тој што ја води екипата не е. Малкумина знаат и малкумина виделе дека ние бевме најмлада репрезентација на првенството. Затоа што од 12 играча во ростерот, 7 беа 2008 годиште, кои што оваа година ќе се такмичат на Европско првенство до 18 години. При тоа да не заборавиме дека хендикепирани бевме со тоа што неколку играчи ни откажаа. Кој поради лични причини, кој поради X причини каде што не успеале, еве конкретно ќе се задржам. Лука Маријановиќ, еден од клучните играчи, кој што беше стартер и во претходната година каде што освоивме Б дивизија, повреден. Ние од старт губиме на бековска линија еден од најквалитетните играчи. Во претходната репрезентација имавме многу високи играчи. Бевме покриени по 20 играчи на секоја позиција. Сега ја немавме таа можност. Ние Михајло го земаме наше дете кое што живее во странство во Англија, го земаме 2008 висок играч, меѓутоа неспремен доволно за да одговори на нашите барања кога е во прашање А дивизија репрезентација. Детето максимално се потруди и мислам дека и кроз и во процесот на припреми доста напредуваше, меѓутоа можностите во тој период беа тие. Ние не бевме покриени, игравме без висок играч. Излегуваме со Србија, нашиот највисок играч е колку бековите на српска репрезентација. За Литванија исто да не зборам. Ако Литванија на крај заврши, ми се чини 9-та, меѓутоа Литванија беше една од најсериозните претенденти да биде првак на тоа првенство. Или не секојаш најдобриот победува. Она што исто така е битно, суети на многу родители си ги земаат децата и не ги пуштаа, си ги носеа на лични активности некои. Не ги отстапија за репрезентацијата. Некои од нив не сакаа да настапуваат поради некој друг играч кој што е во репрезентацијата. И ние генерално се соочуваме со сериозни проблеми, не само јас. Јас верувам и тренерите пред мене дека ги имале истите проблеми, а и оние кои што сега ќе бидат, ќе се соочат со истите, па може би уште поизразени ќе бидат. Да. Мислам дека тоа е најголемиот предизвик во моментов. Како да склопиш екипата. Да. Кога се спремавме за Б дивизија, јас воопшто не бев во план да бидам тренер. Првата борба беше да дојдам да бидам тренер. Се сеќавам со Србиновски директорот прв пат кога разговарав за да бидам тренер, ми кажува ќе биде тој и тој. Ја му викам, па јас сакам да бидам затоа што многу подобро ги познавам играчите од него, првенствено. Тој ми кажа, а ти ми гарантираш дека ќе победиме? И јас таков како што ме дал Господ, викам, да, гарантирам дека ќе победиме. И фала Богу, не само што победивме, него не изгубивме ни еден надпревар тогаш. Меѓутоа, за жал, А дивизија е друга приказна. Она што луѓето треба да го знаат како информација, најдобар пласман на македонска репрезентација до 18 години е 13-то место во Европа. Ние сега сме завршиле на 14-то. Не сме далеку од најдобриот.
јас верувам дека нема во светот тренер кој што настапува на европско првенство, а не сака да направи подобар резултат. Првенствено ради себе. Да се промовира како тренер кој што утре нели би си обезбедил подобро место и подобар клуб каде би работел. Нема играч кој што е дел од репрезентација, а не сака да постигне успех. Тоа не постои. Меѓутоа во главите на многу други кои што само гледаат од страна, има такви фикс идеи каде што мислат дека и тренерите и играчите не се трудат да работата си ја завршат на најдобар начин. Да, и не сака да победат. Апсолутно. Да. Апсолутно. Кажи ми, во интерес на времето, пошто може не да се разбориме и да отвориме... Ова кратко време, брзо ќе зборувам. Што е следно за Водносан? Себе, имаме една од причините зашто баш токму сега сакавме што можно побрзо да се договориме да снимаме е некоја соработка помеѓу Водносан и како си. Се надеваме дека таа ќе се оствари во јуни. Ама што е следно за Водносан? Следно? Да. Најследно е да победиме Final Four до 14 години, до 16 па до 18. Не се шалам, да. Првенствено целта ни е да настапиме оваа година на сите Final Four-и, да пробаме што може да имаме подобар пласман, не ради сатисфакција дека ние ќе освоиме медал, него обожавам кога моите играчи ќе стигнат до крајот и ќе имаат најголем број на надпревари во текот на сезоната. И ќе имаат искуство како што другите ретко може да го имаат. Она што сега сум јас првенствено како предводник на клубот фокусиран, а и клубот, е адаптација на новиот светски систем на функционирање. Ни се случува екзодус како сегде низ Европа, така и во Македонија. Не сме имуни, нели, да не вирусот да не прескокне. Сите играчи до 17-18 години веќе оние кои што нели се способни да играат кошарка заминуваат за Америка. Тоа е модерниот тренд. Европа веќе не е интересна, така да и ние моментално сме усмерени према тоа. Да оствариме што подобра соработка со повеќе средни школи од Америка. Веќе припремаме неколку проекта каде што и како си ќе биде вклучен, ќе биде дел од тој проект, каде што во соработка со едни од најдобрите амерички high school ќе организираме шоукейсови во Македонија. Првиот треба да се случи крајот на јуни, почеток на јули. Се уште немаме прецизно дефинирани датуми, меѓутоа прв пат ние не знаеме како изгледа, како функционира и се надевам дека за овој краток период ќе може добро да се припремиме. И интенцијата наша е да 2 пати во годината имаме шоукейсови, каде што повеќе тренери и скаути од Америка ќе бидат присутни и нашите играчи ќе имаат можност да го презентираат своето знаење и своите способности пред тие тренери. Оваја година веќе 20 играчи ќе ни заминат за Америка во high school. Веќе 20 им овозможивме да одат на универзитети во Америка. Веќе и третиот, ајде ќе кажам, и Симич кој што е наше дете, веќе потпиша за универзитет во Америка. Даријан Димовски исто, Јаничиш веќе е познато, така да фокусот не е тој. И мислам дека трендот треба да го пратиме и пробувам да се адаптираме што побрзо на светските трендови. Да. Да, како што спомна и подкастот и акцент исто на овие шоукейсови ќе се стави на менталното здравје. Ќе имаме неколку работилници во соработка со
неколку психолози и баш ми е мило што можеме тоа што збориме дека е важно и карактер и ментално здраве и ментална припрема да биде дел од сето тоа. Подкастов ќе излезе најверојатно недела-две пред самиот шоукейс, така што кога ќе има информации може и на наша страна и дефинитивно на Водно Санс на Инстаграм и на Фејсбук да се добијат сите информации. Фала ти многу за разговорот. Јас знам дека уживав, се надевам дека тие што не слуша и што не гледа има што да слушнат, да научат нешто ново и се надевам дека нели во иднина ќе ги пунат салите малце повеќе да доаѓаат, да гледаат македонска кошарка, да уживаат во кошарката. За крај јас секој гостин го прашувам едно прашање, а тоа е што би сакал сега тие што не гледале да ги прашаш. Кое е твоето прашање до нив? Моето прашање е колку се спремни за да бидат најдобри и што прават за да бидат најдобри.